Здраво, јас сум Петар Пандилски, ја е Кемал Козачот и денес ќе зборуваме за линеарни неравенки. Прво да се потсетиме што е тоа неравенка. Да речеме дека имаме коце и трајче, ова смегнати топчиња. Доколку и коце и трајче имаат 5 топки, тогаш ќе имаат еднаков број на топки. Сега, кога би додале една топка кај коце би имал поголем број на топки од трајче, што значи дека ова е веќе неравенство, односно немаат еднаков број на топки. Да го објасниме зборот линеарна. Линеарна значи дека непознатата со која што работиме е на прв степен, доколку непознатата на втор или на трет или на некој поголем или помал степен, тогаш тоа не е линеарна неравенка. Во овој случај може да забележиме дека x плюс 1 е поголем од 3 е линеарна неравенка, меѓутоа x на втора плюс 1 поголем од 3 не е, бидејќи x е на втор степен. Сега, кога работиме со неравенки, многу е важно да забележиме дека постојат два типови на знаци. Првиот е кога е стриктно поголемо или помало, тоа е овој, додека вториот е кога е поголемо или еднакво. Што значи тоа? Доколку речеме дека x е позитивен број, знаеме дека тој мора да е стриктно поголем од 0, бидејќи 0 не е позитивен број. Додека пак ако речеме x не е негативен број, може да е 0, тогаш x е поголем или еднаков на 0. Да разгледаме некои прости примери за како се запишуваат резултатите на неравенки. Да речеме x плюс 2 е стриктно поголемо од 5, односно x е стриктно поголемо од 5 минус 2, односно x е стриктно поголемо од 3. Во овој случај 3 не е решение на оваа неравенка и затоа го запишуваме со ваква заогледна заграда. Односно решението е било кој број поголем од 3 до бесконечно. Меѓутоа во овој пример каде што x плюс 2 е поголемо или еднакво на 5, односно x е поголемо или еднакво на 5 минус 2, односно x е поголемо или еднакво на 3, тогаш решението може да е 3 или било кој број поголем од 3, за да го запишуваме со правоаголна заграда. Да разгледаме малку по-сложен пример. Истите принципи се аплицираат. Во овој случај 2 бидејќи дели од дека ќе множи, 3 од дека дели од дека ќе множи. Односно 3 пати по 3x минус 7 е поголемо од 2 пати по 2x плюс 7. Односно 9x минус 3 е поголемо од 4x плюс 2, 5x е поголемо од 5, односно x е поголемо од 1. Бидејќи е стриктно поголемо од 1 не е решение на оваа неравенка. Односно решението е било кој број поголемо од 1 до бесконечно. Сега, во овој случај имаме поголемо или еднакво. Повторно ги правиме истите чекори, каде што ова дели, па ќе множи, ова дели, па ќе множи, односно 3 пати по 3x минус 7 е поголемо или еднакво на 2 пати по 2x минус 7, 9x минус 3 е поголемо или еднакво на 2x минус 2, 7x е поголемо или еднакво на 1, односно x е поголемо или еднакво на 1/7. Тоа што мора да се забележи кај овој пример е дека 1/7 е решение и затоа запишуваме со правоаголна, а не со округла заграда. Ова е многу важно. Многу голем број од грешки на тестови се прават токму поради ова. Треба да запамтиме ова својство на неравенствата. Кога множиме по минус 1, тогаш знакот се префрла. Односно, ако x е помало од минус 5, тогаш минус x е поголемо од 5. Иако е логично, многу често се заборава. Кога множиме со минус 1, знакот се менува.